Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, уште едно издание на Еспресо со Златфи Боцевски, но без Боцевски, затоа што тој е на службено патување во Страсбург, каде што се обидува на еден максимален начин да дознае што се случува со случаите на македонските бугари кои пред судот во Страсбург и пред Советот на Европа бараат, нели, коите права да им се остварат. Ние имаме една ексклузива, гостин во моето студио Горан Момировски, новинарот кој вчера заедно со мене ексклузивно еден ден пред цела држава го имаше извештајот на Европската комисија Експрес.мк, медиумот каде што тој е надворешен соработник. Прв објави детали од договорот во делот за корупцијата. Ние за едно 10 минути излеговме со нашиот текст, ние па на други прашања се надоврзавме, но и јас и Момировски, предпоставувам, во исто време го добивме истиот извештај на еден ден пред сите. Добро утро, Момировски. Добро утро на сите и благодарам за поканата. Да се сретнеме овде да анализираме тоа што е најактуелно. Момировски, дали може да констатираме дека Македонија го доби најцрниот извештај во поновата вака историја од Европската комисија? Искрен да бидам, после проспаната ноќ, не знам дали треба да зборуваме за црно и бело, но во секој случај најкритички извештај, дефинитивно. Најкритички извештај кон една влада, тоа што јас ова проблематика следам од 2004 година, од фамозниот прашалник. Вие сте помлади, па може би не сеќавате кога почна целиот процес од 2001 година, подпишување на стабилизација, асоциација, договорот со Европската унија. Досега вакви критички тонови од Брисел немало. Знаете, Европската комисија секогаш се обидува да го ублажи тонот кон некоја влада. Но зависно со тоа дали е симпатична, дали гледа некаков напор кој што реално не може да биде спроведен, дали имате некаков човек кој што е, да речам, повторно симпатичен, кој што сака да направи нешто, но има пречки. Знаете, се тоа различни нивоа на однос од Брисел кон Македонија. Ова што го гледам овде е дека во Брисел нема никакво чувство дека во Македонија нешто се прави со искрени намери. Тоа е за мене најстрашното. Значи, европските дипломати кои што лично ако разговарате со нив, со многумина сум разговарал, им е криво за тоа што Македонија е заглавена, иако одамна ги исполнила условите за почнување на преговори, нема емпатија кон зборам актуелната власт. Овие оценки што се овде давани, без разлика што се, нели, различно формулирани, се гледа дека не сакаат да кажат вие сте катастрофа, трнете се од власт, не го запирајте европскиот процес. За мене тоа е пораката од Брисел. Директна порака до владата: не ве бива, трнете се од власт, оставете некој што може да го направи овој процес. Трите клучни процеси во кои има извештајот кој денес ќе биде објавен, не знам, може би веќе е објавен на сајтот на Европската комисија, ние го имаме од вчера, нема да кажеме како, но го имаме целосниот. Трите главни точки на критики се, ќе ги анализираме малку подоцна, тоа се владењето на правото, судскиот систем, тоа е злоупотребата на европското знаменце и корупцијата и поддршката на организираниот криминал. Дури и високите владини чиновници се споменуваат во контекст на организираниот криминал. Но она што не го објавивме вчера ни јас, ни ти, затоа што огромен е документот, 30 страни, дури да го проанализираш, но ова утро го забележав пред емисијата кога се подготвував, а тоа е делот за слободата на изразување. И тука има сериозни забелешки, тоа е наша фела, затоа себично прво со тоа ќе почнеме. Вели, бројни напади, закани и мешање, intimidating behavior, тоа би дошло заканувачки однос. Беше забележано кон новинарите. Потребна е поголема транспарентност во однос на медиумското рекламирање од државните институции и политичките партии. Реформите на јавниот сервис
се исто така потребни за да се зајакне независноста, професионалните стандарди и финансиската стабилност. Од декември 2018 година парламентот го одложува назначувањето на во јавниот сервис, нели, програмскиот совет, исто така и советот на Агенцијата за медиумите. Ова значи јавно во извештај на Европската комисија е забележано дека оваа влада се заканува на новинари, дека оваа влада притиска новинари. Сличен извештај доби и Србија, да бидам искрени, во однос на медиумите, но вчера во Белград се крена една огромна фама во однос на однесувањето на владата кон новинарите во Србија и меѓународна фама, нели, и меѓународни организации реагира поддржувајќи го тој извештај на Европската комисија. Дали може да го очекуваме истото и тука? Ако се земе во предвид тоа што вчера се случи, каде што радио лидер да го земеме експрес МК, никој не го пренесе вашиот извештај ексклузивен. Го пренесе Плюс Инфо? Вие го пренесовте, ние вас ве пренесовме после. Плюс Инфо е во редот на медиуми кои што се прилично реални. Зборувам за останатите медиуми кои што добиваат огромни средства и од владата, и особено оние кои што се директно или индиректно финансирани од владата. Невозможно е да ниту еден медиум кој што важи за близок на владата, дури ни критички не се осврна на нашите извештаи. И потоа зборуваме не за солидарност. Ќе ги споменаме тие медиуми кои што важат за така наречени истражувачки, кои што се финансирани конкретно од Американската амбасада, ИРЛ, БИРН, 360 на Васко Петревски. Ако тие истражувачки медиуми кои што добиваат по $300,000 годишно, не знам точно колку добиваат, огромни пари, не успеа никој да стигне до ова, не успеа да направи никој интервју поврзано со ова. ИРЛ и 360 добиваат и од државата, од МТВ добиваат исто така огромни пари. Тоа е огромни екипи со по 20-30 новинари, никој да не дојде до извештајот. А јас добро се сеќавам како беше уште во Ајден кога работев, потоа и во Канал 5, постојано се обидувавме и вадевме по нешто барем пред. И кога некој ќе објавеше друг, цитиравме. Сега овие медиуми. Сега вчера, да бидам искрен, на една национална телевизија, не ја споменувам, ни го украде извештајот, буквално до печатните грешки ние што ги имавме во нашиот текст, да биде тоа онака експлицитно, и го објави како нивен ексклузивен контекст, тоа го направи негде 5-6 сати, 6 сати од како ние објавивме, нема везе, нека им служи на чест, сега не е тоа. Важен е извештајот на македонскиот народ, има извештајот. Важен не тоа кој прв го објавил, кој како го објавил, тоа е најмалку важно. Меѓутоа, овде суштинското е во тоа дека медиумите, кои што знаат дека сме многу професионални во тоа што го работиме, не објавија, не го реобјавија, не цитира, ајде не можеш да не цитира, да објават, да се јават да прашаат, дајте го извештајот да видиме ние. Значи тоа се случувало прво, ние сме разменувале. Во еден кога бевме со колеги од други телевизии сме разменувале понекогаш. Кога се работи за некакво национално прашање, ова е национално прашање. Како ве гледа Брисел, како формално ве оценува национално прашање. Да. Такво нешто сега нема. Провладините медиуми и владините медиуми промолчаа мислејќи дека извештајот нема да се случи. Извештајот днес ќе биде објавен и ќе се види. Ќе се види се она што ние вчера го објавивме, но Момировски она што е исто така симптоматично е дека гледајќи го извештајот, јас искрено не знам на што ќе се фати владата како позитивно во овој извештај и што денес, веројатно синоќа, ноќеска, сите овие кои ги споменати заедно со владините представници дискутира и одлучува како позитивните наративи да ги извлечат од се ова. Златев, познавајќи го системот на создавање на извештајот, кој се прави уште од јануари се почнува да се работи на него. Знаејќи дека Маричич во следниве 2 месеци 2 пати мислам дека бил во Брисел. Урсула фон дер Лајен, шефица на Европската комисија, пред една недела беше во Скопје. Јас сум сигурен дека владата точно знаеше во кој дел каква оценка ќе добие. Тука немаме ние проблем да они од вчера до денеска решат како ќе се бранат.
И точно зале пред еден месец знаеле драфт на извештајот, пред еден месец бил доставен до владата. И им било кажано. Проблем е што владата не успеала да ги да ги нашминка барем подрачјата кои што се оценуваат во извештајот. Значи владата една година, еве да почнеме со корупцијата. Јас не сум слушнал претходно да има таква оценка дека нема никаков напредок. Еве, да го прочитаме за слушателите. Не беше постигнат никаков напредок во борбата против корупцијата. Корупцијата останува распространета во многу области и е загрижувачко прашање. Се зголемија одложувањата и превртувањата на судењата на случаите на корупција на високо ниво, што резултираше со истекување на рокот на застареност на некои случаи. Кривичниот законник е изменет по брза постапка. Максималната ни законски казни за конкретни кривични дела поврзани максималните законски казни за конкретни кривични дела поврзани со корупција беа намалени, што имаше импликација врз примената на застареноста и влијаеше на поголем број тековни случаи на корупција на високо ниво. Ова ја попречува способноста на владите да истражуваат и гонат таквите прекршоци во иднина. Ова е прашање на сериозна загриженост. Стои во извештајот на Европската комисија кој Експрес и Лидер вчера го објавија. Внимајте, извештајот е техничка алатка. Не е емотивна експресија на некој политичар во Брисел. Техничка алатка на луѓе кои што 30 години се занимаваат со европското проширување и таму ви велат сериозна загриженост. Изразуваат емоција таму каде што нема емоција, каде што има стриктни оценки на техничко ниво. Имаат сериозна загриженост. И јас мислам од претходното прашање што поставивте, многу ме интересира да го видам денеска Маричич и премиерот Ковачевски, што ќе изјават кога ќе дојде Дейвид Гир во владата да го предаде извештајот. Тоа е практика. Шефот на Европската комисија, на Европската унија, делегацијата на Европската унија во Скопје оди премиерот. Нивниот наратив ќе биде имаме позитивен извештај и повторно нели се предлага тоа преговорите да се отворат и така на. Да, имате право. Ако се слуша владата, ние веќе преговараме со Европската унија. Ушто да авионот кој се вози, да. Не само да авионот, имаше изјава на екс-премиерот Заев кој што во парламентот во јуни 2020 година рече дека ние преговараме со Европската унија. Баш сакаме да видиме како ќе изгледа. Тоа лудило, да, стварно ме интересира и ме интересира дали Гир воопшто ќе појде во владата. Што пазете, има ризик сега. Ковачевски се појави таму и ќе каже вакво нешто, Гир исто така ќе даде изјава, евроамбасадорот ќе треба да го негира. Тој не може да каже дека е добар извештајот. Колку и да се обидува да ги ублажи работите, тешка е таа ситуација. Многу ме интересира да ги видам ликовите на Маричич. Вчера на пример не видов никаде дека имаше некаква реакција од владата. Немаше, што значи дека ќе видиме. Не го знаат. Дефинитивно формулацијата која ние ја имам сега владата гледа од кај ние, дали излегол од кај нив, дали некој од Европа ни го дали така натаму, нема да им дозволи. Знам дека не прислушкуваат изминатиот период. Некни додека разговарав со еден кој е соработник, нели, овде ми кажа дека мој разговор со мојата сопруга, додека он разговарал со некој на телефон, буквално се секвенци се слушале. Така што да им кажеме дека технологијата на прислушкување им е лоша, но прислушкувањето нема да ви помогне во случајот да дознате. Ова е многу битно заради тоа што и мене ми се случуваат вакви работи, затоа ова не сме го разговарале до сега. Значи додека некој друг разговара. Да, во позадина му иде мој разговор. И ми го слуша тој разговор. Да. Веројатно имаат некоја грешка во тој софтверот. Значи он разговара небитно со кого. И во позадина се слушаме јас и мојата сопруга. Претходно што сме разговарале, не разговараме во исто време, баш ги споредувавме нели по вици. Ти ми кажува, вика, бе тоа и тоа ти кажа, на жена ти ова ти кажа. Викам, добро, од каде го знаеш ова? И ми кажува, вика, дури разговарав со пријател, вика, на телефон ми се вклучи, вика, вашиот разговор. Мене ми е јасно, особено што не е можно, знаеш, некој да ме манипулира затоа што сум бил сам во просторија кога сум разговарал со сопругата. Ова е страшно интересно, да. Знаете зашто? Тоа што јас мислев дека сум луд кога мене ми се случувале вакви работи и други луѓе кои што
се дел од јавниот простор, го кажувале ова, сум го отфрлал како некакво моментално лудо. Некаква параноја. Но ова што го кажува мене не ми смета што ме слушаат. Не е тоа проблем. Ние тоа што го мислиме го кажуваме јавно. Мене ми е јасно дека ние ја работиме работа што ја работиме, дека они ќе се обидат се да направат. Јас сум на посебни истражни мерки официјално од 2019 година, само ги продолжува судот тие посебни истражни мерки, намерно за да ја овозможи на владата да ме прислушува. Немам проблем, нека ме слушаат, но џабе слушаат. Прислушувањето нема да им открие од каде ни е дојден нас извештајот пред сите, а и во случај да им открие тоа што ќе го дознаат, онака нема да може ништо да реагира, така што џабе везат. Не знам како да ти кажам. Добро, препорака ти дадеме на владата да утрово си го среди тој софтверот што слуша, барем нека да сумјаме да мислиме дека можеби не слушаат. Не, друго ми е зборот. Може да си проверат во нивните кабинети од каде им е извештајот, тоа е многу едноставно да го дознаат ако сакаат, но суштината е во тоа дека извештајот е катастрофален. Не е битно дали не го дал некој човек од првиот, вториот, трети кат во владата. Битно е дека извештајот е катастрофален, дека тој не може да биде скриен. Дали вчера или денес, утре ќе се тоа. Во извештајот Горан е нотирано и разрешувањето на претседателката на судскиот совет, начинот на кој сето тоа се реализира, велат експлицитно повторно. Експлицитна терминологија за мене непозната, иако сум ги прочитал сите извештаи досека. Вели, контроверзното разрешување на претседателката на судскиот совет кое создава загриженост за политичко мешање. Детектирани се и бројни политички мешања и скандалозни одлуки на судовите. Вели, генерално нема напредок во зајакнувањето на судската независност и подобрување на правната рамка за заштита на основните права. Една така цврста терминологија во однос на судската власт. Исто ни помалку не се нежни во делот на организираниот криминал, па ги критикуваат некои меѓународни директиви што не почитуваат и така натаму. Дури апла се поврзува власта со меѓуредови, условно кажано, со организираниот криминал. Видите, Европската комисија е систем каде што се создаваат извештаи врз основа на ситуацијата на терен. И точно знаат во секој момент во Македонија што се случува, имаат своја канцеларија овде, така на крајшта читаат медиуми, гледаат медиуми, не следат нас, гледаат што пишуваме. Значи, анализата е сеопфатна и лично добро базирана, значи нема таму шпекулации. И содржината на извештајот воопшто не е спорна и тоа е очекување за сите. Тонот, повторно да речеме, малку чуден, но најсимптоматично од се е што владата уште во јуни би рекол можела да предпостави што ќе стои во извештајот кој што е се објавува денеска. И во тој период, од јуни до сега, не е направено ништо за да се ублажи оценката. Не велам дека може да се решат работите објективно, работите се напластени со децени и многу е тешко да се решат веднаш. Но владата нема направено ништо, не само од јуни, од ланската година од како е почнат мониторингот за извештајот. Ги гледам, вели, good progress од сите теми кои ги имаме. Значи, good progress е детектиран само во поглавието, односно не е поглави, областа статистика, каде што вели дека средно подготвени сме за ЕУ и како позитивен го даваат примерот со завршениот попис што конечно го завршивме. Значи, единствена област каде што има good progress детектиран е ова. Сегде е limited progress, no progress еве. Сегде е најдобро што може да се еве во судството на пример имате генерално нема прогрес, нема напредок на зајакнување на судската независност и подобрување на правната рамка за фундаменталните заштита на фундаменталните права. Да ви каже некој дека немате напредок во зајакнување на судската независност, која што е
клучно прашање за македонското правосудство, за кое што знаеме на кое дереđe е дојдено, тоа значи дека вие не сте направиле ништо во последниве 12 месеци како влада, или дека не сте сакале да направите, дека сте сакале да го држите правосудството под своја контрола. И за меѓународната Foreign Security and Defense Policy, пошто сме членка на НАТО, нормално и тука има оценка good progress, е да се исправам, но тоа се единствените две области од колку се тука 30 и нешто. Ова е неверојатно. Неверојатно. Па добро, не е неверојатно, зашто неверојатно? Ние знаеме дека е така. Не, ние знаеме дека е така, но конечно Европската унија прифати дека е така и конечно се ослободи од како да наречам од бирократската мрежа која се плетеше таму и бирократската мрежа која викаше па добро, знаете, ајде за напредок, можеќе да се откаже тоа, да се откаже тоа. На сега е експлицитно и јасно дека нема прогрес. Ако може само бројките на позитивни и негативни. 3 се тамо каде што има good progress. На 16 точки има good progress, да бидеме конкретно, нели? Точки под точки зборувам сега. Ама во точка good progress, ама под точки после има no progress одредени. Значи, јас зборувам генерално. Еве точно, во 9 точки од кои што од тие 9-7, според вака ја тоа што го гледав, се многу важни, исклучително важни, значи 10 приоритети, ние во 7 немаме напредок. Во 17 има некој прогрес, некаков прогрес. Во 3 има некаков или умерен прогрес. Во 29 има умерен и во 16 има good, се извинувам, добар напредок. Но кога ќе ги видите по важноста по главијата, во проценти, математика сум лош, ама не повеќе од 1/4 имате добар напредок. И тоа е катастрофа. 2/4 сте дупка. Тоа е целата половина, да, во половина сте во многу лоша ситуација. За мене ова е порака, извештајот е тонот зборам и оценките, се е порака од Европската унија дека таа се откажува од оваа влада. Јас посетата на фон дер Лајен овде на Скопје, мината недела ја доживеав како збогување на фон дер Лајен со македонската влада, ставена од Социјалдемократскиот сојуз, од ДУИ и од Алијанса за албанците. Извештајот е порака дека Брисел веќе не смета на оваа влада. И мислам дека исто така меѓу редови е порака дека ако има простор за предвремени избори да се направат веднаш, заради тоа што идната година кога ќе има избори, кога и да се, мај, јуни, јули, не е важно, овој извештај ќе биде на сила. Како СДСМ и ДУИ и Алијанса за албанците ќе се бранат кога на избори ќе дојде до соочување меѓу кандидатите нивни и ВМРО ДПМН и коалицијата и ќе речат дека добра била соработката со Брисел, добра била реформата во правосудството, во сите овие точки. Изгубена позиција за владата. Не знаеме дека ни многу не се кираат многу, не име гајле за тоа што го мислиме ние, но извештајот, како што напиша вчера на Facebook, освен ако Мицкоски не ги држи во заложништво во некое кичевско село фон дер Лајен, Шарл Мишел и Борел, под притисок го направиле ова. Ајде баш да видиме нели како ќе исхендла тоа работа. Не се хендла. Не се хендла ова. Како ќе хендлате кога ве вели немате никаков напредок против во главната точка за државата корупција. Немате никаков напредок. Не го вели тоа Златев, нема Мировски. И правосудство организиран криминал, и ви велат, вие напаѓате, етикетирате и им се мешате на новинарите. Тоа ви го велат онака, отворено, експлицитно, без ракавици. Во однос на уште ова па ќе одиме со пауза за реклами, да го обработиме делот на користењето на европско знаменце. Значи, ајде да се вратиме нас, може досадни сме веќе со ова европското знаменце, но власта направи класична злоупотреба на оваа мерка која треба да значи гласање на европската регулатива по брза постапка. Тие си носеа закони за автопат, тие си носеа закони за игри на среќа, за што све не таму со европско знамеце. Вели, недоволното планирање е проблем и поради тоа има претерана злоупотреба. Пазија терминологијата. Претерана злоупотреба на брзите постапки.
новинарска забелешка на гласањето на закони во собранието, вклучувајќи и неадекватна употреба на европско знаменце, стои во извештајот на Европската комисија. Понатаму се додава, европското знаменце треба да се користи кога се гласаат закони кои за главна цел имаат усогласување со европската регулатива, а не да се заобиколи јавната дебата за важни прашања. Погледни оваа терминологија, ова е од корупцијата, ако таму беше брутално, ова е уште побрутално и отворено. Значи вели претерана злоупотреба. Пази го терминот. Претерана злоупотреба на брзите постапки. И после им кажуваат зашто се користи европското знаменце. Овде нема завиена форма, нема ништо. Знаете, во другите е брутално, ама овде се онака најотворени, бирократски, точни и прецизни. Затоа велам треба да се внимава и на тонот, не само на тоа што е напишано, на тонот кој што лепде околу речениците, околу синтаксата. Значи, да речам, безскрупулозно Европската Унија ја елиминира владата како капацитет кој што може да смени нешто. Затоа велам ова е последен поздрав од Брисел за Ковачевски и за Ахмети, за Груби. И то внимавајте, овој извештај, овој што ние го добивме, претпоставам истиот го имаш и ти, е направен пред околу еден месец. Драфтот, еден од финалните драфтови пред еден месец. И ова, според моите информации, ова квалификација овде е направена пред еден месец. Тоа е пред претендникот на Дуј Арбер Адеми во собранието да го протне на на Комисијата за европски прашања законот за игри на среќа. Значи внимавајте каква е била оценката да бил извештен. Да, не исклучувам дека можеби тоа е додадено во последен момент, но уште пред тоа вие имате ваква квалификација. Затоа велам, Европската комисија чувствувам дека и дошло преку глава, зборам се таму за професионалците кои што работаат на проширување и на проценки на земите кандидати, дошло преку глава од политичарите кои што упорно сакаат да ја помогнат владата да опстане и да владее со земјава, зборам за оваа влада, и рекле веќе не, доста е, дајте да видиме мерит систем. Разбира, таму има и други причини зошто може би ова е направено, за да се даде на Македонија простор да разбере дека проширувањето, особено кога сме ние во прашање, нема да оди толку лесно. Имате вие вчера изјава на австријска министерка за Европска Унија, која што вели дека втората меѓувладина конференција со Македонија и Албанија се одлага за првите неколку месеци од едната година. Тоа што требаше да се случи сега ноември или декември, сега Македонија јасно уставните измени се услов, за Албанија што е проблемот? Зошто Албанија да не почне преговори? Ме разбирате, значи има тука и некаква позадина која што ние допрва ќе ја видиме, заради тоа што јасно е дека некој овде дебело не лаже. Јас на владата зборувам, јас сум убеден дека владата е одамна кажано дека нема шанси да почне преговори дури и со променет устав, и дека дури ако ги почнеме преговорите, ние ќе заглавиме најмалку 10-15 години, а не како што лаже Маричич дека во 2030 година ќе почнеме преговори. Одиме со кратка пауза за реклами, по која се враќаме во вториот дел од емисијата, да ги расчистиме сите недоумици околу извештајот на Европската комисија, но и да ја смениме темата. Има и други важни прашања во однос на се ова. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, најцрниот извештај на Европската комисија во последните години, анализа ова утро ексклузивна пред сите го имаме со нас, јас, Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер, и Горан Момировски, уредник на Заспи ако можеш и надворешен соработник на Експрес МК. Горан, извештајот е ваков каков што е, сега ќе видиме денес како ќе се справува со него владата. Дали овој извештај може да донесе, дали дополнително може да го закочи процесот на европски интеграции, затоа што после овој извештај, јас лично не верувам дека бугарите во уставот се единствениот услов за продолжување на преговорите со ЕУ. Малку се чудам што ти дури сега заклучуваш тоа. Не, ја го знам тоа одамна, но сега вака го имам црно на бело.
Сега си имаш потврда некој лекарско ненормален дека е кој ќе извади ово извештај баш е тоа лекарско дека тука баш некој ненормален што тврди дека сме лидери во регионов и дека сите реформи се направени, сите барања од Брисел се исполнети. Да, апсолутно. Ова е као лекарско за Ковачевски, за Маричич, за Бујар Османи, за Артан Груби, за цела влада. Значи јас мислам дека владата одамна се има откажано од евроинтеграциите и дека ова што го наметнува како тема со промена на уставните измени, некој дебело се офајдил дали во пари, дали во функции, дали во злато, дали во акции или биткоини, ова се сериозно го зборувам, дека некој во владата дебело заглавил некаде со долгови кон некого и затоа се обидува да ги протне уставните измени и дека во владата се апсолутно свесни дека нема поместување во проширувањето, нели, почнуваат преговори членство Европската унија, како што Маричич управо не лажа од 2030 година. Дури да има некаков план на меѓународно ниво за такво нешто, со ваков извештај владата и тој план го урива. Уште еднаш кога се вратам, еве не мора претходниот случај го анализиравме. Во моменти кога владата знае што ќе стои во извештајот, тоа е некаде пред околу 1 месец. Значи точно знае колку ќе биде критичен извештајот, владата врши сериозен, страшен притисок врз Врховниот суд. Тоа Експрес МК го објави прв, потоа на национална телевизија за жал не го цитираше Експрес, го постави прашањето од американската амбасадорка Агелер, иако цитираше делот каде што има страшен извештај врз Врховниот суд, потоцна и други медиуми се вклучија и се откри скандалот во Врховниот суд. Владата директно влијаела врз највисокиот суд во Македонија. Што очекувате вие, дека таква влада очекува проширување и очекува да почне преговори да влезе во Европската унија? Нема таква влада, не може да го стори тоа и мене е јасно дека нешто друго е во позадината, дека некој во владата, зборам сега пред се за СДСМ, Алијанса за албанците, сака да ја распаднат оваа држава. Не ова, туку така кажам на оценка, се ова што ни се случува, мислам дека е дел од еден поголем план на одредени групи луѓе во регионов, кои што делува вака налудничаво, но мислам дека сака да ја растурат Македонија како држава. Види, јас подолго време сум осамен во тврдењата дека нашата влада нема намера во законски предвидениот рок да организира парламентарни избори и дека сака да пропаднат председателските избори, да стане Талат Джафери привремен председател и потоа дел од албанските општини во Македонија под контрола на ДУИ да посакаат надвор од Македонија да влезат во ЕУ, да исценираат меѓуетнички тензии. Работите се движат во тој правец. Овој план не ми текна мене дома, се туширав и да ми текна. Овој план кој сериозно се разговарал на седници, сериозно се разговарал на официјални и неофицијални средби помеѓу СДСМ и ДУИ. Тие не сакаат да има избори затоа што се свесни што ќе им се случи на тие избори. Сакаат да ги одложат изборите со вонредна состојба и со етнички конфликт. Тоа го видовме, Горан, тоа го видовме и со онаа табла која беше поставена во Куманово, каде што директно власта сака да направи меѓуетнички суди. И ја бира токму Куманово како општина во која што е, нели, на власт е Максим Димитриевски, човек кој потекнува од СДСМ, кој излезе од СДСМ и направи нов политички субјект. Не си оставен во ова што го зборуваш по долго време и други го зборуваат, јас го зборував, има и други подпланови за оваа варијанта, но да не елаборираме премногу, јас само на тие што во СДСМ, сепак тие се главната партија во владата и тие носат најголемата одговорност, иако ДУИ е тој што управува со државата од Илинденска, односно од Мала Речица, треба да бидат свесни дека доколку се обидат да го направат овој план, да го спроведат. Ова е нивен план, не е мој план, не е мој заговор, не е теорија на заговор. Се разбира. Значи повторно, доколку се решат да го спроведат овој план, треба да бидат подготвени дека ќе летаат глави, дека ќе има убиени луѓе на улици. Граѓаните, македонскиот народ особено му е преку глава од се. И Ковачевски, Маричич,
сите останати во владата треба да знаат дека премината е секоја црвена линија. Значи, луѓето веќе ова делува малку тешко и заканувачки делува, особено од новинар кога доаѓа, и да треба да бидат свесни дека за вакво национално предавство, кој што беше и Преспанскиот договор промена на уставот, но за ваква работа, да се обидете да ја предадете државата на владење на други луѓе, да ја поделите државата, не само што тие што учествувале во тој план ќе бидат санкционирани, повторно се плашам со најцрни сценарија да бидат убивани луѓе по улици, ќе има далекосежни последици по сите нивни, по целите нивни семејства, да кажа. Ова е една од причините поради кои не прислушуваат. Они сакаат да знаат од кај го знаеме ова. Но ја еве пак јавно ќе им кажам. Кога ќе дознаете од каде го знаеме се ова, ќе биде уште потешко. Затоа што тогаш уште потешко ќе може да се соочите со последиците кои ќе ви ги донесат ваквите чекори. Знаете што имам пријатели во Социјалдемократскиот сојуз долги години, да речам, и кога ги прашувам, добро, луѓе, знаете ли вие што правите? Гледате ли што правите? Не мора да биде за политика, не мора да биде етнички односи, за економијата. Гледате ли вие што правите? За правосудството. Како не ви е срам да одите да ја малтретирате Беса Адеми, претседателката на Врховниот суд. Најголем дел од тие луѓе се како зомбија. И вие во позадина на тоа гледате повторно или некои пари, или некој ги држи во заложништво нивните деца. Значи, вие не се однесувате кон својата соседна држава каде што планирате да останете да живеете на тој начин. Како што сега е уништена Македонија. Па не зборам се за политичките тешки теми за Преспански договор со Бугарија. Зборам за најобичното функционирање на системот. За најобичните, владење на право кога зборуваме. Вие не можете да добиете поддршка доколку некој ве нападне дома од полицијата, ќе треба да докажувате по телефон дека не сте вие виновниот. Наместо веднаш да интервенираат тие што треба да интервенираат. Во случајов на тоа дека преку Албанија ќе влегуваат во ЕУ дело до општините, еден план кој се заговара и јавно го изнесува, на Албанија се заканува вето од Грција. Еден од клучните критериуми за влез во Унијата, добрососедството, може да се покаже како камен на сопнување и во случајот на Албанија, откако дојде до затегнати односи со Грција поради апсењето и притварањето на избраниот градоначалник на Химара, општина во која живее грчко малцинство, Фреди Балери. Грција тврди дека Албанија ги прекршува човековите права на граѓаните од грчкото малцинство. Според посматрачите, ова е печатна грешка на новинарот на МКДМ, кој го пише во посматрач, не е македонски збор, овој конфликт може да има последици за патувањето на земјата кон ЕУ. Дали на Албанија се заканува слична ситуација као Бугарија кон Македонија, Грција кон Албанија, така да не стават во еден теснец? Ја тука гледам две сценарии. Едното е дека Грција во договор со одредени други земји на Европската Унија кои што не сакаат проширување, 5 се најмалку такви, многу сериозни држави, ја става Албанија во таква ситуација дека не може да почне преговори заради тоа што ги нарушува малцинските права на грците во Албанија, началникот на Химара, и дека Грција го прави тоа што Бугарија не го прави нам за сметка на други помоќни држави Европската Унија, каде што зборот проширување е непожелен збор во јавниот дискурс, особено кога имате избори. А втората варијанта е дека Албанија на крајот на денот се обидува да ги реши проблемите. Тој е прилично контроверзен градоначалникот на Химара, не е тоа обичен активист за човекови права на грците, па сега ќе го апсиме, прилично има таму сериозни досија има за него, и дека Албанија прави тензија кој што во еден ден ќе биде надмината кога ќе го ослободи човекот од сите обвиненија, ако е тоа условот за да помине покрај Грција. Мислам дека таму нема сериозен проблем заради тоа што не треба да го менува уставот, не треба да го менува името на државата, не треба да прави ништо посебно, само треба да го пушти човекот да не го гони, нешто што и во Албанија како и во Македонија се случува долго време. Не се гонат криминалците или осомничените заради политички причини. Не гледам таму проблем за Албанија, ќе биде посериозен проблем како на рама да му објаснат европските лидери
дека нема да почне преговори заради Македонија и последиците врз Македонија овде. Ми се чини дека Дуи ќе го злоупотреби тоа, ќе го злоупотреби ова оделување или неоделување на Албанија и Македонија за своји внатрешни етнички наративи кои што гледаме дека се почести. Во однос на уставните измени власта се уште не убедува кај да ќе се донесат, ние имаме пратеници, Груевски ни ги донесе, Сашо Мјалков ни ги донесе, но она што е симптоматично е дека во ЕУ веќе се откажаа дека се можни уставни измени. Австриската министерка за ЕУ предлага Албанија и Македонија да ги почнат пристапните преговори во првите месеци од 2024 година. Интересно е што не се зборува за претходно споменуваниот период за втората меѓувладина конференција да биде нели во ноември-декември година. Така беше тоа пред, го рековме пред, да. Австриската министерка за Европска унија, но таа кажа уште нешто многу пострашно. А тоа е? А тоа е сега да биде само да не импровизирам само. Да не биде парафразирање, туку цитирање. Да, цитирање. Таа зборува дека Македонија направила болни, тешки компромиси. Так, повторно ќе инсистирам само да го најдам точно. Ја веќе не знам на која апликација, кои информации на Твитер беше, мислам. На Твитер ја има точно. Само ќе се обидам сега да ја најдам. Да, значи зборува дека Македонија практично направила промена на устав, болна работа, и за тоа наместо да биде наградена, добива нови услови кои што не се изводливи воопшто. Политички не може да бидат изведени. Внимавајте, министерка за Европска унија на една од, би рекол, поважните членки на Европската унија. Да, вели Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Република Северна Македонија и Србија им беше ветено, вика, дека ќе имаат иднина во ЕУ уште 20 години. Што се случи од тогаш? Се случи ништо, многу малку. Преговорите беа отворени со 4 земји, но сите 4 се практично stand still. Стојат во заглавени, да. Каролине Штадлер се вика. Другите две земји се уште на почетоците. Босна и Херцеговина доби кандидатски статус во 2022 година, за Косово зборува за потребните реформи, но вели јавува практично за еден непринципиелен однос, нели, на ЕУ кон Западниот Балкан. Западниот Балкан добро е една работа, но ова што е за нас, таа признава дека ние сме направиле неверојатен компромис со промена на името. И потоа, наместо да бидеме наградени, ние добиваме нови услови кои што не може да бидат спроведени. Внимавајте, многу интересен вокабулар. Значи, австријска министерка, која што признава дека оваа влада направила страшен компромис. Име забелешка од слушателите да не, дека сме се однесувале како да е крај на светот. Па не е крај на еден свет е. Нема веќе лаги. Нема веќе лаги дека Европската унија. Кажете ми вие семе, ова е, знаете како фудер за владата? Крај за владата е дефинитивно за светот, не се разбира. Како сега владата ќе тврди дека формира проевропска коалиција или дека владата е проевропска? Кога има најнегативниот, најцрниот извештај во последните 10. Знаете, Груевски со прислушкување со бомби, со се, па имаше повеќе статистиката, имаше повеќе позитивности во извештаите на владата во споредбено со ова. Значи, зборуваме 2015-2016 година, кога цел свет беше против Груевски, реално. Сите беа против Груевски. Цела Европа, цела Соединените Американски држави, сите стратешки партнери беа против Груевски, и пак извештаите од Европската комисија беа по-позитивни во однос на ова. Ај таа споредба да ја направим. А овие проевропските, сите што ги сакаат усвеет, они што се единствени кои може да донесат стабилност во Македонија, само нив ги сака Европа, само нив ги сака НАТО, добиваат извештај, онака лекарско уверение за најтешки можни болести.
Затоа преска можеби не објаснив добро зошто ова е goodbye, фаравел, со здравие, с Богом од Брисел, од Европската унија за оваа влада. После овој извештај, владата, Ковачевски, Маричич, Османи, не можат да речат дека тие се проевропска влада. Заврши даде насловот на оваа емисија за на YouTube, тоа е дека Европската унија се збогува од владата на СДСМ и ДОИ. Да, збогум. 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 Не, ова може некој да го доживее субјективно, еве ние сме субјективни, меѓутоа фактите во извештајот се тие. Барем малку да имаше симпатија или доверба во влада дека може нешто да се смени, Европската комисија ќе играше поинаку, но дефинитивно и тие се откажале, виделе дека се работи за неспособни политичари кои што не можат ништо да направат. Маја Платнар вели против Груевски беа само неписмени и неписмени го сменија и заменија. Да, за внатрешниве позиции заев ги нарече Шуто и Рогато, нели? Тие што го сменија. Груевски не изборуваме за меѓународните фактори кои се позиционираа против него, иако немаше меѓународна поддршка таа влада, иако немаше меѓународна поддршка Никола Груевски да опстои во сето, сепак имаше подобри извештаи од овој. Сепак имаше подобри извештаи од овој. Иако беа така со шлаканици и тогаш, и со владење направи и со се, но кога ќе ги ставиш позитивни во однос на негативни оценки, водеше Груевски вспоредбено со Ковачевски сега. Да, тоа немаме дилеми. Знаете како немате вие совршена влада не само во Македонија, немате. Во регионот во Европа немате. За американската влада е совршена, немате совршена влада, но земја која што е во транзиција се уште после 30 години има своји падови, има своји успони. Оваа влада јас на вистина не можам да најдам, се обидувам со Боцевски и Жиле Заскаловски професорот во 2-3 наврати и јавно сме барале некакви успеси, да речеме еве нешто се случува, нешто прави СДСМ добро, на вистина е тешко. Не можете да најдете 5 инфраструктурни проекти. Го знаете се најновата шега е стане Љупче да те види сала. Зборувам се за министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Или претходно беше. Добро. Кога му вели на еден настан ланската година во ноември, Ковачевски, на настан на СДСМ, му вели на Благој, стани Благој да те видат сите, ти си тој кој што е одговорен за автопатот Кичево Охрид и само ти лично си одговорен во јануари 2024 година автопатот да биде пуштен. За да после една година излезе на пресконференција и вели никој друг не е одговорен, не знам, претходната влада или не знам, тие што го правеле автопатот. Че ви имате една налудничавост кај премиерот, тој не знае што зборува, што кажал вчера, што кажува денеска. Еве сега во однос на ова делот со корупцијата кој беше онака на шамарија кренаа владата од Европската комисија е да нотираме еден нов случај. Османи нели ќе изнајми 6 пати годишно поскапо возила, власта прекомунира потпиша договор за рентање на 175 возила за 2 дена и договорот е тежок 900.000 евра. Доволно е да се направи наједноставното интернет преверување и ќе се дојде до за заклучокот дека и дури возила од марката Мерцедес се рентаат за цени од 450 евра за еден ден, што ќе се помножи за 2 дена и за 175 возила, нели се доаѓа дека цената на понудените е за 160.000 евра поскапа од пазарната цена. А особено што овие возила ги изнајмува влада, која веќе има постапки за јавни набавки на возила направено неколку. Го следеш ова, предпоставувам? Ако не го следам, туку има повеќе проблеми. Прво, со тие пари може да се купат возила и да кои што ќе останат овде. Второ, владата има над 2400 возила, дел луксузни, дел помалку луксузни, кои што може да ги искористи за транспорт од аеродромот до Скопје и од хотелите до Скопје. Другиот момент е Значи, за 2 дена по 5000 евра рентаат возило се. Мислам, ова е лудо. Значи, ова е Османи и екипата што го потпишала ово во МНР, однапред треба да си бараат
адвокати, заради тоа што ова е процес кој што 2 дена да изнајмиш автомобили за 5000 евра. Ова е процес кој што на ВМРО ДПМН, кој ќе дојде на власт до година, ќе му даде можност во рекорден рок од 6 месеци да ги осуди правосилно сите овие луѓе кои што го А потпишале. зашто ќе ги осуди? Нели злоупотреба на службена положба? Не, како не е веќе кривично не, дело. како не, исклучен е само 5-тиот став од член 353. Не, 4-те става си седат и таму во еден има максимална казна до 5 години, 3 години. Значи не е баш толку едноставно тоа. Не се спаси толку многу власт. 2 дена кола да изренташ 5142 евра. Значи чиста ситуација. Луѓето што го потпишале ова во МНР и министерот Османи на било кој обвинител слободен од едната година му дава право да го заврши предметот за 24 часа. Ја джип си купив за 8000 евро, вие рентаат за 2 дена за 5100, мислам. А вие за 500 имате возила. Сега да кажам да, ше и нешто. знаеш какви коли има за 500 да купиш? За 500 можеш да купиш стари пасати. Знаеш какви добри пасати стари од 2014, 13, 12, 9, тие се добри коли генерално. За 5000 евра отвори пазар, 3 ќе ги најдеш. Кола е стара 20 години и чини околу 2,5 до 3000 евра и е одлична, да бидам искрен, да се понудиме да префрлиме некој пресен опсе. Но, јас Ја и шоферот од тие 5000 евра ќе им го ставаме. Пред 4 години бев на самит на опсе во Хамбург. Каде што сите гости беа превезувани со така наречени шатл басови и од аеродромот кон градот и од хотелите до салата каде што се одржуваше конференцијата на ОПСЕ. Немаше потреба од вакви возила, особено заради тоа што сите гости на конференцијата завршена на ОПСЕ оваа година во Скопје има тука свој представници, дипломатски представништва во Скопје, што значи дека кога ќе дојде словенечкиот да го земе представител, тој ќе биде возен со возило на словенечката амбасада од аеродромот до хотелот и потоа од хотелот до опсте конференцијата. Тоа значи дека нема потреба за него. А извинете, пониските службени што ќе дојдат со него, ако има делегација голема, ќе се возат со шатл бас, со автобус аеродромот и со така од хотелите до конференцијата. Значи, како да ви кажам, многу е проста ситуацијата и затоа велам дека Бујар Османи, неговиот тим во МНР, самите си ја донесле пресудата за злоупотреба на службена должност и создавање трошок за буџетот. Да, мислам, ова е неверојатно нешто и доаѓа во моментите кога кога се случува се ова. Чекај, што е ова? Северна Македонија со раст од 41% на просечниот расположлив приход во периодот 17-22 е некаков пиар на владата, велат во 2022 година просечен расположлив приход по жител мерен според стандардот за куповна моќ ППС во Северна Македонија измесува 5,988, што представува зголемување во споредба со 2017-та. Значи пак сме лидери во нешто, пак сме супер. Така најдобро, оваа влада е најдобра, така тоа е пораката. Да, само ова статистика некако не ми е меѓународно прифатена, повеќе за inequality Gini нели индекс користи, а тоа што се зголемил приходот е само поради инфлацијата, која ви кошта некој продукт многу повеќе, не значи дека вие имате многу повеќе. Тоа што со 1000 денари не можете да купите една торба работи, тоа владата не го пресметуваат, но добро, тоа се нивно право. Нивно право да се обидат да ги излажат граѓаните. Ние во однос на лажењето на граѓаните нема потреба друго да им кажуваме, само нека видат како живееле, како живеат и дали им се исплати воопшто. Горан, друга тема некоја вака што ти привлекува внимание од изминатите денови? Има многу теми. Проблемот е што ние овде од скандали, лотарија, например, е многу интересен феномен. Код, морам да ги споменам тука, колегите од Код, Снежана Лупевска и Миомир Серафиновиќ, направи едно феноменално истражување, едно органиграм, вчера го видов, каде што се ставени од спикерот на парламентот, лидерот на ДУИ, Артан Груби,
зетот на Али Ахмети, Исмаил Јаховски, Пуцко Петрол, неговиот син, преку лотарија на Македонија, која што е единствена лотарија на Македонија, лотарија во светот, се извинувам, која што е во минус, внимавајте, лотарија на Македонија, каде што вие немате трошоци, каде што по дефиниција треба да правите милиони, кај нас во Македонија е во загуба. Значи неверојатно да не се другите придружни компании што работат тамо, лотарија на Македонија ќе треба владата да субвенционира за да преживее. И тамо, за тие што можеби не знаат, се изнемувале или се купувале објекти, ресторани, предходно имаше еден пример, од донатори на ДУИ и потоа тие се издавале на лотарија на Македонија. Значи еден невиден скандал, една невидена корупција, за кое што за жал јавниот обвинител Јовески се уште молчи, имаше влез на финансиската полиција, ми се чини во еден од тие рестораните изнајмени од лотарија на Македонија и потоа Прпарин Бајрами се вика директор на лотарија, не е достапен за медиумите, не може да го најдат никаде, го нема човекот исчезна во земја, повторно да речам, Јовески, не само Јовески, и Скопското јавно обвинителство молчи, Гаврил Бубевски, молчи антикорупцијската комисија, не знам дали има нешто направено на таа тема, меѓутоа вие да дадете 2,6 милиони евра за 10 години изнајмување на ресторан за свадби. Како да ви кажам, не се важни парите, тука е проблем обидот да го излажете овој народ, да потрошите пари и на крајот да не одговарате, зашто мислам дека нема шанси. Горан, ти благодарам, добри бевме. Скромни вака. Ти имаше предходно едно искуство на Канал 5, Среќа Боцевски не ни се приклучи да те изврка од емисијата. Искам да видам жалам за тоа на Иако јас сум директор, нели, јас сум тој што треба да брка, ама Боцевски е па тука со авторитет, со дипломатско искуство, со една кариера богата, така што може и врз база на авторитет да не распуца тука од студиово. Среќа не е, нели, како се вика, не се дрзна за тоа, не знам дали имаме ние технологија преку Zoom да се убаци тоа да го направи од режија, ми викаат дека и да сака не може. Понекогаш и подобре вака позастарени технологии да се користат. Пак да речем, жал ми е за тоа што случи на Канал 5. Не требаше да се случи, заради тоа што објективно ниту Александар Видиновски е македонски националист, ниту Исмет Рамадани е некаков радикал кој што се обидува да биде радикал, но во суштина не е и мислам дека тоа не е... Имаше право да го направи тоа Канал 5, според мене. Дебатиравни предходно како автор на емисијата Мирчевски, значи не само директор, како автор имаше право, но мислам дека требаше да не остават до крај да го истераме муабет, затоа што излезе дека ние нели внатре во студиото не сме способни да се справиме. А особено што Исмот веќе дубински губеше до тој момент вака во дебатата од тебе. Па за жал да кажам се, а мене ми е и комшија ми е и го познавам човек од 30 години, беше грогиран, прилично беше грогиран. Знаете, многу е тешко за било кого, сега слушам од многу колеги дека не може да најдат гостин од владата, од властите, било кој представник на било кое ниво за во студио, заради тоа што вие едноставно немате аргументи како ќе се браните. И гледате цело време се истите луѓе. Зоран Иванов, Љупчо Зиков, Асма. Асма го нема у последно време. Па Љубиша Николовски го нема у последно време, да. Дај Боже да е жив и здрав, нели? Со рабет од секогаш. Не е важно, мислам, имаме сериозен проблем, ќе имаме дефицит на луѓе за дебата. Не, еве ние како Заспи, ако можеш во Алфа, одамна го имаме тој проблем. Луѓето се плашат. Имаш нема да споменам. Ние го немаме проблем, јас знам да глумам комуњар. Одма тука ќе улетам и го немаме ние тој проблем тука. Значи имаме дебата секогаш. 50 дена и повеќе имаме еден гостин, нема да го споменам името. Дојде човекот со страв. И тоа инаку не е политичар, но да речеме еве специфична категорија на гости, не е важно и вели па супер беше, нормално беше се, па како да биде. Ние се однесуваме со достоинство, поставуваме прашања, да, некои се тешки прашањата, меѓутоа и имаме проблем со тоа заради тоа што власта како ќе поминува времето до избори, ќе се инхибира. Јас очекувам дека во наредниве месец и пол до 2 до нова година ќе имаме уште најмалку 4-5 големи афери
Со секоја афера власта се инхибира, не сака да излегува надвор, луѓето веќе и пратениците во собранието се однесуваат поинаку. Сваќаат каде, разбираат каде оди возот на СДСМ и ДУИ, замено за СДСМ, кај ДУИ е друга политиката, и тие нема да сакат да се срамат, особено што на виделина излегуваат многу афери. Ви имате сега во Рек Битола една огромна афера која што истражувам веќе 10 дена, еден обид да се украдат околу скоро 4 милиони евра. Знаете како? Без никаква ограда, без никаков обид да се скрие кражбата на околу 4 милиони евра во Рек Битола. Значи, веќе не се прави ни напор да се направи некаква магла, некаква фама одоколу, па да се украде. Не, најдиректно се објавува тендер и се тераат луѓето. Ова ми е информација од јавни набавки, телото кое што на ниво на влада ги регулира тие работи, е под страшен притисок да помине овој тендер, но за тоа... За самиот крај, два коментари од слушатели. Маја Платнар вели: денес ќе најдат начин да изманипулираат и да лажат дека блескаме. Ваша обврска како новинари е да им кажете да им кажувате секој ден без пардон дека лажат и крадат. Се согласувам и ќе го правиме тоа. Веќе нема потреба, одгоре до Маја, нема потреба, веќе сите знаеме дека лажат и дури најжестоките членови на СДСМ лажат. Знаат дека нивните лидери лажат. И Славица Чимова вели: поддршка за вас новинарите, имате голема и значајна мисија. Ви благодариме, почитувани слушатели, на убавите зборови. Ние дека не е голема мисијата, баш и не сме така свесни, затоа што работата е, ние ја од првиот ден од корупцијски афери објавуваме, кој знае од кога, па не прекинаа да крадат. Ама па ако прекинат да крадат, ние имаме што да работиме. Ние малци зависни сме од нив, знаеш. Замисли колку е досадно да се новинар од Шведска. Не согласно. Ќе правиме теми за глобално затоплување, што? Апсолутно теми имате во Македонија. Знаете колку убави теми во Македонија. Македонија има прекрасни теми, имате успешни луѓе кои што ние ги ставаме на маргините заради тоа што мораме да се бориме со злото на корупцијата и на лошо владење. Прекрасни теми има во Македонија, прекрасни луѓе има. Има оваа држава сериозна иднина, убава, прекрасна иднина, но проблемот е прво да замине оваа власт и потоа да ја научиме таа другата власт дека не сме да се вратат лошите работи од владењето на Груевски. Тоа мораме затоа да го кажеме, сега ако ме прекинеш, ќе биде многу лошо за емисијава. Не те прекинувам, само ја мислам тешка работа дека било која една власт. Нема избори. Македонија веќе не може да преживее уште една влада каде што ќе биде пата. Прави добри работи, ама прави лоши работи. Не забораваме во времето на ВМРО ДПМН, знаеме како функционира медиумите сега. Јас сум бил дел од медиумите. Ужас. Јас сум објавувал на 6 јуни убиството на Мартин Нешковски. Мои колеги, видни колеги, прекрасни луѓе, одлични професионалци се откажаа од објавување на прилогот. Јас како уредник им реков: напишете го. Јас ќе го прочитам, да јас одговарам. И потоа седевме во редакција и чекавме дали ќе се јави Сашо Мјалков и некој од кабинетот на Груевски. Не се јави никој, се разбира, меѓутоа тој страв или со Никола Младенов убиството. Се знаеше дека не го убила владата, не го убил Мјалков, не го убил Груевски, дека загинал со браќање се знаеше тоа веднаш после 2 дена. Но владата тогаш намерно остави простор да како магла некоја да луѓето се за плашат. За страф да има, да. Луѓето се плашат и тоа се работи страшни кои што не смеат да се повторат. И ние сме го разговарале ова. ВМРО ДПМН ако ги проложи тие работи потоа, без разлика дали ќе прави други проекти, ако го уништи правото на слобода на говор и други работи, зборам за основни човекови права, индивидуални човекови права, па и колективни, имаме сериозен проблем. И јас искам да бидам, немам намера и тогаш да молчам. Ќе видиме што ќе се случи, но мислам дека тоа е единствената шанса Македонија да преживее и главната работа. Ако нема владење на право, Македонија ќе нема за 4 до 5 години. Благодарам многу, Горан. Почитувани слушатели, тука е крајот на оваа емисија. Останете со 107,4 во 11 часот е звукот на политиката со професорот Звонимир Јанкуловски, негов денешен гостин е Зоран Димитровски Жоро, и тие ќе го анализираат извештајот, но по инаква перспектива, повеќе ќе се фокусираат на слободата на говорот, но ќе се фокусираат и на безбедносните предизвици
на оваа земја, станува збор за двајца навистина интелектуалци, образовани луѓе во земјата и во странство. Денес е Митровден, сите што имаат имен ден да им честитаме, нека им е вечно името, сите што имаат слава да им ја честитаме, нека им е вечна славата. Техничката реализација во утро е на Јордан Чушевски и на Димитар Митровски, еве вечно име и на Вечно Димитар. име, да.